Сите срдечно ве поздравувам, браќи и сестри, ова саботно утро. И му благодарам на Бога за приликата која што ни ја даде денеска да се дружиме со Него преку Неговата реч и да бараме порака од Него. Да направи се за да ги осетиме саботните Божји благослови кои што ги има припремено он денес за сите нас. Пред некое време, така случајно листајќи по интернет, најдов, прочитав Матво 2 потези. И отворив и беше интересно и стварно Матво 2 потези. Но одма после тоа се сетив на една наша изрека кога бев како дете, може би 10, 12, 13 години, играв шах, одев се надпреварував уште мал. Се сетив на една наша интересна порака кога во тоа време беа големите мајстори на шаховската игра, Спаски, Фишер, Карпов, после тоа Каспаров и така натаму. А таа изрека гласеше Матво 3 потези. И ми беше интересно и реков, може да се спрема некоја проповед така со таква тематика Матво 3 потега. И денешната порака ми е, која што Бог сака да не ја пренесе на сите нас, е не играј шах со ѓаволот, ке те матира во 3 потега. Она што сакам и што ми е желба да ви покажам на сите вас е како Сатаната игра шах со нас. Поготово ако му дадеме место. По извештајот од Божјата реч во Ефесијаните 4 глава, 27 стих, пишува: не давајте му место на ѓаволот. Ако му дадеме место и прилика, сватете едно, ке те матира во 3 потези. Не знам колку знаете за шахот, не знам колку ја познавате таа игра, една интересна и добра игра, многу добра за сите возрасти и за развојот нивни. И верувам дека во шахот можеме да најдеме една исклучителна порака за сите нас денес. Меѓутоа, нешто сакам на почетокот да кажам, да не заборавам. Денеска не ми е целта јас да кажам дали да играме шах или не. Тоа не ме е целта. И јас тоа ви го оставам на вас. И не гледам некој проблем. Зошто ова го велам? Барав пред ова проповед да ја изнесам, барав извештај од духот на пророштвото. Што зборува таа во однос на оваа игра на шахот? И можам да ви кажам и еден и друг извештај што таа зборува. Во една смисла зборува да внимавате шахот да не премине во коцка. А во друга смисла зборува и кажува добар е за развојот на мозокот и развојот на мислите. И потоа напоменува и кажува: ако веќе го играте, немојте да трошите многу време на тоа. Мене денес не ми е целта, значи, дали да играме или не шах. Јас едноставно го зедов ова како една илустрација и верувам дека е добра илустрација која на нас добро би ни дошла да разбереме малку повеќе за нашата игра со ѓаволот. И нашиот предизвик со кој што ѓаволот не предизвикува или на наше не изазива многу често пати да играме игра со него. Шах играат сите, играат деца, играат млади, играат стари. Не е важно колку години имате. Можете секогаш да играте. Многу е добар, не треба многу простор, многу малку простор е потребно и да одиграте една партија шах. Само нешто повеќе од 1 метар квадратен и може да биде многу забавно. Она што е интересно во шахот и што можеме да најдеме порака за нас е дека има двајца играчи. Имате бели и црни фигури. И добро е што брат Лазо белите на кајкајмели ги завртил. Ако го знаете библискиот текст од Јован 8:12, таму пишува: јас сум светлина на светот.
Кажува Исус. Матеј 5:16. Вие сте видело на светот. И едноставно гледаме светлоста, белите фигури и игра на светлоста и темнината. Значи игра на светлоста и темнината, игра на доброто и злото. Не знам дали уште тука приметувате, ако погледнете или знаете сигурно повеќето од вас како шахот и на кој начин се одвива таа игра. Имате 8 по 8 полиња, 64 вкупно кочки. Интересно е дека има вкупно 32 фигури, а на секој му припаѓа по 16 фигури. 32 фигури, а и на секој играч му припаѓаат во неговото поле 32 полиња или коцки. Не знам, може би вие постарите се сеќавате, јас слушнав дека темите во почетокот биле 32 теми. 32 теми, а денеска имаме овие на поеден софистициран, помодерен начин 28 теми. И се прашувам, ако Исус не дојде за 50 години, колку би биле темите понатаму. Но интересно е да се каже ова сето се подудара со шахот за ова сето што го кажав. Оно што можеме уште да видиме, односно историјата правен на шахот, сакам да кажам, потекнува некаде на 6 век пред Христа. Пред Христа. Почнала во Индија. Едноставно, оно што може да се најде во енциклопедиите, шахот го измислиле кои? Војниците. Го измислиле војниците. А поентата е една. Како да се матира кралот? Како да не му се дозволи на кралот да направи било што? Тоа е поентата, тоа е целта. Не заборавајте, Сотоната на истиот начин покушава, се обидува да не матира мене и тебе. Едноставно да не можеме ништо да сториме. Овде се фигурите, по своите движења, по своите онака како што треба да се мрднат, по своите движења, пијуните се тука, одат напред, позади стојат фигури кои што се нивна позадина или поддршка, кои што ги поддржаваат. И играта се одвива воглавно на овој начин. Да се надмудри непријателот, да се матира кралот и битката е добиена. И битката е добиена. Ова игра имала различни имења во минатото, но денеска во денешно време се сведува на ова што го гледаме тука. Она што секогаш треба внимателни да бидеме, јас не знам колку он знае за шахот. Колку брат Лазо знае за шахот, јас не знам. А и он не знае, се додека не седнеме и не почнеме, не мрднеме некој од фигурите и не откриеме дел од позадината. И тогаш и едниот и другиот ќе установиме дали можеме или дали може да ме матира во 3 потези. Оно што сакам да го кажам, браќи и сестри, во нашата игра со Сотоната, ние се уште не го познаваме добро. Јован 8:44 кажува: пазете, тој е лажго. Пазете, тој е крвник, човекоубиец од почетокот. Пазете, тој сака да биде ваш татко. Ефесијаните 6:12, па понатаму, повторно сака да каже, нашата војна овде на земјата е најтешка војна која може да биде. Значи, кажавме кој е ѓаволот, дека е лажет, човеко, убиец и сака да биде наш татко. Во Ефесијаните 6:12 понатаму кажува: нашата војна овде на земјата е најтешка војна која што може да биде. Едноставно војувате, водите војна со некој кој не го гледате. И пораката е таа: немојте да се процените себе си во однос на Сотоната. Затоа што ќе те матира тогаш кога најмалку очекуваш. Што да кажеме уште за шахот? Што да кажеме за духовната порака која што Бог сака на тебе и мене денес да ни ја порача? Овде се фигурите и нивното движење.
Кој прв потек го повлекува сатаната? Јас ќе се обидам да објаснам како во 3 потеза сатаната не матира мене и тебе. Филмот Титаник. Повеќето од нас го имаме гледано, а имаме слушнато за таа случка. Имам снимено многу документарни емисии. И во една прилика гледав една документарна емисија за Титаник и најдов нешто многу интересно кое што е во контекст на ова што го зборувам денеска. Титаник имал приватна телеграфија. Па затоа била приватна телеграфија, нормално тие сакали и повеќе да заработат од тоа. Така да, праќајќи и примајќи пораки, биле многу запослени тие што седеле на станицата. Што се случило? Недалеко од нив се наоѓал друг брод Калифорнија. 100 милји или 100 километри од нив. Се наоѓал бродот Калифорнија кој поминал покрај сантата мраз која се одвоила и патувала право на Титаник. И телеграфистите на бродот Калифорнија праќале пораки. Постојано праќале пораки, бидете внимателни. Санта мраз одвоена доаѓа право на вас. Пазете нешто да не ви се случи. Така што на овој шеф од оваа компанија му досадиле пораката и едноставно изјавил: прекинете, доста е веќе, не бидете досадни. И тогаш телеграфистот на калифорнијскиот брод се налутил. Едноставно се налутил и го исклучил системот и станицата и отишол да спие. Неколку часови подосна Титаник праќал пораки, но нажалост било касно. 1495 луѓе ги изгубиле животите. Браќа и сестри, во првиот потек кој сатаната го повлекува и тоа што сака со него да направи, извештајот во Светото писмо јасно кажува. Овој текст може да се употреби на повеќе начини и за повеќе совети. Овој момент во 5-та книга Мојсеева, 29 глава, 18 стих читаме. Читаме во Светото писмо. Едноставно таму кажува: ако читаме во 5-та книга Мојсеева, 29 глава, 18 стих, и извештајот во Светото писмо кажува, и потоа додава таму и во вториот дел: деца мои, она што сакам да ви го напоменам и она што сакам да ви го кажам, како да сака да каже тука: ве молам, никаква лутина помеѓу вас да нема. Затоа што тоа лутење може скапо да ве кошта. Многу се оние спрема, Јов 21 глава, 15 стих, каде што кажува како и на кој начин луѓето реагираат. Јов 21 глава, 15 стиха, таму пишува: па кој е седражителот да му служиме и каква ни е ползата да го призовуваме или да му се молиме? Многу се оние кои по оваа глава, луѓе, 21 глава и 15 стих, кој кажува, често луѓето се обидува, често кај нас, односно кај вас младите, а и кај сите. Кај сите се случува, се молите на Бога, барате нешто, продолжувате да се молите и најпосле заклучувате дека тоа не вреди и кревате раце. Браќа мои сестри, тоа што Јов кажува, да не биде тоа меѓу вас. Мојсей кажува: немојте никаква горчина да гаите во своето срце спрема Бога. Сватете дека Бог секогаш ве сака и е спремен да ви одговори. И ако ви одговори со не, да сватиме дека и тоа е одговор. Некојаш и тишината од страна на Бог е даден одговор за нас. Може би во тој момент не сме спремни да го свариме тој одговор кој што Бог сака да ни го даде. Па тој оценува дека најпотребно е тишина и да не даде одговор за нас на нашите молитви. Многу често донесуваме одлуки во нашиот живот: доста е веќе. Јас не сакам тоа и тоа да го правам. Јас не сакам веќе да му се молам
на Бога. А извештајот, што прочитавме во Јов, во Светото писмо зборува: па кој е седражителот да му служиме и каква не е ползата да го призовуваме, односно да му се молиме. Она што Сатаната се обидува во нашиот секојдневен живот да направи е број 1. Потек број 1. Тој покушава да ја прекине мојата и твојата заедница со Бога. Се обидува на сите можни начини да воведе горчина во мојот и твојот живот. И кога ќе завлее горчина, тогаш едноставно ние ја прекинуваме врската со Него, со Бога. А Бог кажува и не опоменува: ве молам, нека секоја горчина, нека секој гнев излезе од вас. Драги браќи и сестри, во првиот потек сватете едно: Сатаната покушава да те одвои од заедницата со Бога преку молитва. Во првиот потек на сите можни начини, тој се обидува твојата заедница во молитва да биде што поретка и поретка. За на крајот да речете: што е се моćниот па да му се молиме? Каква не е користа да му служам? Не знам како се чувствувате денес, драги браќи и сестри. Не знаме како е тоа во вашиот живот. Дали сте жалосни? Дали се чувствувате депресивни? Многу се оние кои во својот живот се чувствуваат дека се никој и ништо. Се чувствуваат депресивни, немаат вредност, можеби се лути, едноставно жалосни. И токаш како да сваќаат дека се далеку од Божиот вид, дека се далеку од Неговиот слух, дека Бог е зафатен со некои поважни работи, за овие второстепени навидум, под наводници работи, и за нивните проблеми е настрана и како да нема очи. Браќа мои сестри, мораме да сватиме едно. Кога така се чувствуваме, мораме да сватиме дека Бог не повикува: дојдете при мене. Дојдете при мене. Да одиме, драги браќи и сестри, кај Него, кога такви чувства не обземаат. И тогаш, и она што ме е желба и цел во првиот потек, е да се молиме на Бога. Добро го познавате настанот од Данило 6 глава, каде Сатаната на секој можен начин се обидувал да го одвои Данило од заедницата со Бога. Го знаеме ли настанот? Кога ќе го погледнете и прочитате извештајот од Божјата реч, таа одвоеност не морала да биде долга. Извештајот кажува доволно е колку? Само 30 дена. Само 30 дена. Во рок од 30 дена не сакаме никој да му се моли на Бога. Тоа што Сатаната го сака е и вака почнува: се молиме денес или ќе прекинеме. Се молиме утре, а можеме и да прекинеме. Третиот ден веќе и не мислиме толку, после 30 дена едноставно одиме во кола и заминуваме без да се помолиме. А можно е и целокупниот ден да помине без заедница со Бога. Извештајот во Светото писмо кажува: деца мои, не лутете се, што и да се случи во вашиот живот. Сватете едно, дека јас сум секојаш со вас. Јас сакам, ве сакам и затоа ве повикувам: дојдете при мене, дојдете. Тој не советува во Ефесијаните 4:26-27: обидете се на сите можни начини. Сторете се, секој гнев, секое лутење далеку нека биде од вас, не грешете и дојдете кај мене. И едноставно не дозволувајте му место на ѓаволот во вашата игра со него. Мојата желба и моја молитва е спрема Ефесијаните 4:31-32, каде што се кажува: секоја горчина и јарос и гнев, викање и хулење да бидат отстранети од вас. Да бидеме еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи си еден на друг, како што Бог ви прости вам во Христа. Браќа и сестри, Светото писмо во Псалам 35, мислам дека е 15 глава, или 17, не знам како,
дека Давид 3 пати се морел на ден. Јас ве повикувам и ве молам да почнеме со тоа. Ако не повеќе, барем 3 пати на ден. И потоа наголемувајте се повеќе и повеќе. Се повеќе и повеќе. И верувам кога ќе стигнеме до бројката 13, тога ќе бидеме победници, драги браќи и сестри. Не значи дека тоа 13 пати треба да клечеме и да се молиме на Бога. Туку 13 пати да го призовуваме Бога во нашите секојдневни активности, каде и да се наоѓаме. Секогаш да бидеме во таа заедница преку молитва и мисли со Бога. И верувам дека тоа ќе ни помогне да извојуваме победа на ѓаволот. Желба ми е, Татко небесен, да не благословиш и да ни помогнеш во нашиот секојдневен живот. Да сватиме колкава вредноста на заедницата со Тебе во молитва. Помогни ни да се молиме што почесто на Тебе. Помогни ни, Татко наш, во првиот потек со тоната да не одвои од Тебе. Помогни ни, Татко добри, во нашите молитви кон Тебе да можеме да бидеме во секојдневна заедница со Тебе, служејќи Ти Тебе верно, припремајќи се за заедница со Тебе. Да го анализираме вториот потек. Не знам што би бил вториот потек, драги браќи и сестри, но да сватиме едно, дека во вториот потек, она што сатаната го сака е да повторно нешто одземе од мене и тебе. Повторно нешто одземе од нас. Во првиот потек тој сака да ја прекини што? Комуникацијата помеѓу мене и Бога. Вие и сами знаете, нема потреба да зборувам колку е важна комуникацијата во борбено во воено време. Можам да се сетам кога ја бомбардира НАТО Југославија, кога ја бомбардираше. Првен удрија ја бомбардира станицата за комуникација помеѓу војската. Колкава е вредноста на комуникациите? И знаеме дека ако комуникацијата ја изгубиме, тогаш и битката с неја изгубиле. Браќи и сестри, не дозволувајте му на сатаната во првиот потек да ја прекине твојата комуникација со Бога. Во вториот потек да видиме што повторно сака сатаната. Може би накратко, пред да направиме тоа, Библијата ни најавува дека во почетокот секоја вечер Исус доаѓал кај нив. Биле заедно во Едемската градина, разговарале, Исус им зборувал што и како се случувало. Едноставно секогаш ги потсетувал, пазете на дрвото, пазете, не јадете од него. Па после падот во грев гледаме дека таа комуникација во Јов 33 глава се зборува дека Бог му се обраќа на човекот во сон. Во соништата во ноќни виденија, како кога длабок сон ги совладува луѓето и така натаму пишува. Потоа повторно кажува: ајде народе, направете ми светиња. Нека ми изградат светилиште за да можам да престојам меѓу нив, за да имам комуникација со вас. Уште еден интересен начин како Бог комуницира со нас се наоѓа во неговата парабола во Матеј 13 глава за сокриеното богатство. Приказната се надевам добро ни е позната и не е потребно да ја прераскажувам. И знаете добро за символот, што значи символот на скриеното богатство. Елен Вајд во Христови параболи 104 страна пишува дека символот за скриеното богатство е Светото писмо или Библијата. Браќа и сестри, ние добро знаеме дека символот за Светото писмо запишено во параболата има голема улога во нашиот секојдневен христијански живот. И ако застанеме и размислиме, ке сватиме зошто сатаната сака да не ја одземе Библијата. Зошто го сака тоа? Затоа што извештајот ни кажува, Псалам 119:99, кога ја читам Твојата реч, кога ја слушам Твојата реч, кога сум во комуникација со Тебе, сака да каже, јас постанувам помудар дури од оние кои што ме учат, односно учителите. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Прекрасни се Твоите сведоштва, за мојата душа ги пази. Објаснувањето на Твоите зборови, Давид ќе каже, просветлува, ги врзува
ги вразумува простодушните. 2 Тимотеева 3 глава 15-16 кажува: зашто од детството ги познаваш светите писма, кои може да те направат мудар за спасението преку верата во Исуса Христа. Постарите кажуваат, и имам слушнато, како порано ги учеле своите деца и самите тие да кажуваат стихови, библиски стихови на памет. И самите тие, и децата гледале напредок во духовниот живот. Затоа, браќа и сестри и млади, да ви кажам нешто. Учите млади, проучувајте, читајте писмо, драги браќа и сестри. Читајте Библија. Еден стих на ден да запаметиме, ќе биде доволен. Уште од детството тоа ќе те направи мудар. Ако гледаме и знаеме зошто ни е дадена Библијата, тогаш е многу лесно да заклучиме зошто Сатаната сака да ни ја одземе од нашите раце. Со оглед на фактот дека Библијата е дадена за учење, за карање, за поправање, да бидеме совршени и да не доведе во совршенство, Сатаниниот втор потез е да не ја одземе Библијата од нашите раце. Да ја прекине молитвата, да ја одземе Библијата, единствено и едноставно третиот потек и не треба. Едноставно третиот потек и не треба да се повлече. Третиот потек доаѓа сам по себе, драги браќи и сестри. Ако Сатаната успее во тоа, тога знаете дека е во голема предност спрема нас. Пораката на денешното проучување е Боже. Она што го сакаме да ја сватам вредноста на Твојата реч. Она што сакам да сватаме колку ми е важно да Твојата реч ја проучувам од ден на ден, постојано се одново и одново. Читајќи ја Твојата реч, ги наоѓам сите пораки во неа. И затоа те молам, Боже, проучувајќи ја таа реч, да најдам тоа што Ти сакаш мене да ми го порачаш и да ми го кажеш. Кога духот на пророштвото објаснува извештајот за скриеното богатство, таа кажува, се обидува да објасни колку е благо, колку благо има во Библијата. И потоа кажува, тоа е причината. Тоа е причината зошто Сатаната се труди со сите сили да го одземе тоа благо од нашите раце. Браќа и сестри мои, Божјата реч не води во заедница со Него. Божјата реч ме чисти, просветлува. Божјата реч ме донесува до совршенство. Во Божјата реч, драги браќа и сестри, јас наоѓам слика во заедништвото со Исуса Христа. И тој советува и кажува, проучувај ја таа реч. И што кажува? Зашто во неа се наоѓа животот. Браќа и сестри, има и други цитати од Елен Вајт, но за времето, во друга прилика. Затоа што проучувајќи го Светото Писмо, Божјата реч кажува, твојот христијански живот ќе биде многу поразличен, твојот карактер ќе биде многу посилен, појак. И едноставно ти ќе видиш колку е важно да преку проучувањето на Библијата постануваш друга личност. Ние мораме да запаметиме едно. Сатаната ја знае важноста на Библијата. Треба да бидеме начисто. И пошто ја знае важноста, тој се обидува времето да го одземе, да не наоѓаме време за Бог да ни се обраќа преку Неговата реч. Во првиот потек ние се обраќаме на Бога. Во вториот потек Бог му се обраќа на човекот. Тоа се можеби двата најважни потези на Сатаната кои сака да ги повлече. И кога ќе ги повлече, и кога е во предност, тогаш многу лесно доаѓа до мат позиција, драги брате и сестро. Елен Вајт, мислам дека во книгата Евангелизам зборува дека Библијата е наша заштита. Браќа и сестри, да читаме Библија. Јас не кажувам дека треба да читаме 2 или 3 часа, иако ја можеби и читам и потребно е, и читам и по 5-6 часа.
Читайте 5 минути. Може би ќе се зачудите ова што ќе го кажам. Читайте 5 минути на ден, драги браќи и сестри. Прочитайте го утринскиот стих. И кога ќе го прочитате, повторете го повторно. Обидете се да го повторите повторно и повторно. Тогаш медитирајте и размислувајте за тој текст цел ден. И бидете во врска со Бога. И тогаш ќе бидеш среќен на своите патишта и тогаш ќе напредуваш. Читајќи ја Библијата, брате и сестро, ти дознаваш колку Бог те сака. Читајќи ја Библијата, ти дознаваш, нема врска во каква состојба се наоѓаш. Бог ти кажува преку неа, дојди кај мене, чедо мое. Дојди кај мене. Може би си уморен од теретот на гревот. Дојди кај мене, јас ќе те растеретам и ќе ти дадам мир. Читајќи ја Библијата, го наоѓаш својот клуч за спасението. Но нажалост Сатаната многу често сака тоа да го тргне од нашите раце. Затоа мораме да водиме рачун дека со читањето на Библијата стекнуваме заедништво со Бога. Во вториот потек извештајот во Светото писмо кажува: сине мој, она што го сакам е твоите мисли и твојата уста да не се одвојуваат од книгата на законот, од мојата реч. Размислувај за таа книга и незините совети ден и ноќ. Библијата сака да ни каже, односно Бог преку неа. И потоа напоменува и кажува: тогаш ќе биде среќен на патиштата своји и тогаш ќе напредуваш. Нашата надеж, драги браќи и сестри, е во Библијата. Нашата победа е во молитвата и заедницата со Бога. Кој е третиот потек кој го повлекува Сатаната? Ќе ви кажам нешто. Ако ги добие првите два потега, третиот потек и не мора да го повлечи. Обично третиот потек доаѓа сам по себе. Овој настан, кој ќе го напоменам, верувам сите добро го знаеме. Ноевиот потоп, сите добро знаете. Не морам многу да зборувам за таа случка, но она што го знаете и што сите го знаеме е дека бродот, барката било место на спасението. Без разлика каков брод, каква барка било тоа, без разлика кој бил внатре и што било внатре, без разлика дали ни се допаѓало или било пријатно или не во црквата, односно во барката. Се уште било бродот, се уште било место на спасението. И кој да бил во бродот би се спасил. Да не забораваме, не било едноставно да се биде во таа барка. Знаете ли колку? 1 година. 1 година. Браќа мои сестри, Сатаната во третиот потек се обидува да каже: ма човеку, гледаш ли каде се наоѓаш? Ги гледаш и тоа, ова што го правиш? Јас не знам сега што и не сакам да зборувам, но Сатаната, јас знам дека твојот трет потек е да ме истераш од бродот. И кога ќе ме истераш од бродот, дождот и поплавата ќе ме однесе. Втората приказна исто така добро ја знаеме. Не била баш добра жена, Рава. Едноставно сторила едно добро дело за согледувачите. И тоа што сторила добро дело, таа кажува: луѓе, направете и вие за мене нешто добро. Јас знам кој е вашиот Бог, слушнав за вашиот Бог, знаеме што вашиот Бог ќе направи. Па кога дојдете за да не заземете, ветете ми, обечајте ми дека нема да ме погубите. Нема тоа да го сторите. Еве ти е ова врвца, врзи ја таа врвца на твојот прозор. Собери ги сите твои кои да сакаш, кој да биде внатре, ќе биде спасен. Но кој ќе биде надвор, нажалост, ние не можеме да гарантираме. И она што го кажува, не сите, не многу народ, и Библијата ни кажува дека сите кои што влегале биле спасени само поради делото кое што таа спрема нив го сторила. Петар се наоѓа во бродот, кој се лулал. Едноставно чекале секој момент да потони. И тој сака да излезе надвор, но не знаел како.
и тогаш кажува: Исусе, кажи ми да дојдам кај тебе по вода. Во Откровението, исто така, има и можеме да најдеме библиски текст. Мислам се наоѓа во 15 глава. Водите ги представуваат народите. Многу е тешко, драги браќи и сестри, да се дојде кај Христа преку овој свет. Браќа и сестри, ние ќе бидеме заштитени без разлика дали бродот се лула. Без разлика дали ветерот сака да ја потоне барката. Се додека сме во бродот, ние сме на сигурно. Во третиот потек, Сотоната прави се да не одвои мене и тебе од црквата. Во третиот потек тој кажува: што ќе одиш таму? Не се молиме на Бога, не читаме Библија, не одиме во црква. Кажете, дали не мартирал или не, ѓавол, драги браќи и сестри? Готово е. Завршено е. Трите потези кои Сотоната ги повлекува се многу едноставни потези, драги браќи и сестри. Добро го знаеме сето ова, сите ние. Многу едноставни потези, драги браќи и сестри. Наоѓа горчина, наоѓа начин да не одвои од молитвата, преокупирано со разни второстепени и третостепени работи за да не одвои од Библијата, и тогаш кажува: па што ќе бараш, човече, во црква? Кога таму ќе застанат пред тебе, ќе те прашаат дали ја проучуваш библиската поука, и тоа сите 7 дена, и ќе те праша како ќе речам не. И така натаму. Браќа и сестри, она што мораме да го сватиме, црквата е многу важно место. Па сме проучувале зошто сме во сабота во црква. Бог кажува: сине мој, сакам да бидам со тебе. Сакам да бидам со тебе, сакам да бидам во твоја близина. Црквата Господова е место каде се наоѓа Бог, драги браќи и сестри. Обично јас некојаш кажувам: е добро, па и кревет да си донесеме во црква. Тука кревет треба да си донесеме, драги браќи и сестри. Па да се вратиме на Стариот Завет. Па колку пати секоја ден го прават тоа светилиште, го растураат во прават. Што правил Бог? Зошто му наредил на Мојсија да го прави тој? Зошто му било потребно? На состанок идел со Стариот Израел, драги браќи и сестри, во тоа време со верниците, со тој народ, израелскиот народ. Се состанувал, тоа било местото каде што таа блиска заедница цветала помеѓу Бога и израелскиот народ. Црквата Господова е место каде се наоѓа Бог. Црквата Господова е место, кажува, кое јас го изградив. Пишува во Матеј 16 глава. Црквата е место за кое кажува дека тој е глава на тоа место. Доаѓајќи во црквата, ние сме во заедница со Бога. Ако се одвоиме од црквата, ние едноставно се одвојуваме од заедницата со Него. Некој се дрзниме да зборуваме за црквата, драги браќи и сестри. Моментално се одвојуваме. Црквата е она кое што Господ најмногу го сака на оваа земја. Без разлика како што били и животните, несовршен во бродот. И не било пријатно. Смрдело, мирисало, во смисла се љубоморело, се завидувало. И така натаму во црквата. Преносно денеска во црква. Можеме да бидеме навредени од некој. Но тоа не е начин ние да станеме и да заминеме. Ние со кои сме створиле завет, драги браќи и сестри? Со кого? Зошто да му се лутиме на џоке ако нешто ми направи? И да си одам од црквата? Па ја не сум створил завет со џоке. Ако сум створил завет со Бога, тука ми е местото мене. Црквата е несовршена, но Бог кажува, еле вајд преку Бога, кажува дека во последно време Господ ќе си ја зачува црквата. Онаква, каква што е и со кого сака Он. Исто така, Духот на пророштво кажува, еден најдраг објект, нешто што му е најдраго на Бога, е неговата црква.
И тоа е причината, драги. Тоа е причината зошто сатаната сака да не одвои од црквата. Божиот совет во Евреите 10:25 кажува да не ги напуштаме своите собранија, како што некои имаат обичај. Имаме ли таков обичај, драги браќи и сестри? Не зборуваме за надвор, за луѓето. Имаме ли обичај се почесто и почесто да отсуствуваме од богослуженијата? Имаме ли таков? Слободно, драги браќи и сестри. Господ е силен, че не поправи, ако сме искрени спрема Него и спрема себе. Не отсуствувајте, драги браќи и сестри. Дали е ладно или жешко, дали работат климите или не, дали работи парното или не. И јас ве молам, и Бог не моли, не отсуствувајте, драги браќи и сестри. Не изостанувајте од црквата. Дали ве заболело увото, или забот, или главата, или ногата, или раката, и други работи. Кажете, Боже, јас одам во црква, а до црквата јас верувам дека тоа ќе престане. Браќа и сестри, сватете нешто. Сотонините 3 потези се многу едноставни, но се многу силни. И ако ги добие тие 3 потези, да сватиме дека сме изгубили. Она што посакувам и ми е желба е во заедницата со Бога во молитва и преку заедницата во Библијата и црквата, да бидеме и во заедница со Него. Сотоната се обидува да го одземе тоа од нас. И наместо Исуса, едноставно и многу често, тој ни се представува во нашиот живот. Да го мавниме од нашиот живот, со тоа што ќе му застанеме на патот, кога играме игра со Него. Да најдеме време за молитва, да најдеме време за Библијата, да најдеме време за заедница со Исуса Христа преку Неговата црква. И ако тоа го сториме, сватете едно, Библијата кажува, многу убаво и охрабрително, а тоа е моја молитва и желба која што сакам да ви го кажам. А Бог на мирот ќе го сотре наскоро сотоната под вашите нозе. Римјаните 16:20. Браќа и сестри, не играјте шах со ѓаволот. Не играјте. Зашто бидете сигурни во едно, дека тој ќе ве победи. Многу подобар противник е, може би сме го подцениле и затоа му дозволуваме да не му дозволиме да ги повлече тие 3 потези. Ако ги мрдне 3 потези, изгубивме. Драги млади, без разлика како се чувствувате во вашиот живот, без разлика дали Исус ја слуша секој пат вашата молитва или не, повторно ве советувам, не играјте шах со ѓаволот, не играјте, ке ве матира во 3 потези. Моја искрена желба и молитва е Бог да направи се, да јас и ти ја осетиме радоста во заедницата со Бога. Заедницата со Бога преку Неговиот дом. Псалам 84:10. Повеќе сакам да стојам на прагот на домот на мојот Бог, отколку да живеам во шаторите на грешниците. Едно само се молам на Господа и тоа го барам, да живеам во Господовиот дом во текот на сите дни во мојот живот, да уживам во Господовата убавина и да истражувам во Неговиот храм. Господ нека не благослови и да биде со вас и да ви помогне и вие да бидете победници заедно со Него. Амин.